кучето и легенот со вода да се измиеме. Ту! Што велиш ти, а? Некој дошол, нашол затворен и е вратен? Не ми се вервит, Митре, ние сме преспале да светот ке му е гајле да станува на Булдог да го испраќа Ангелета. Арно велиш. Ангеле Златан, ќе појдеш во тоа вилајето што ќе донесе компанијата. Веднаш пиши му едно писмо на кому донете и ќе му се кажеш кој си и што си, разбираш ли? Разбирам, татко. Ти ќе му кажеш оти, татко е многу луд што не се јавио таму со едно писмо. Разбрали? Добро, татко, ќе му кажам. Така да му кажеш. Светилија Златан, да ни го чуваш и вардиш Ангелета од секако зло, писма и пари да ни праќа. Да платиме кај што сме зајмиле да ни се обели образот. Селиме бре готово на детево за пат да земе. Готово е се. Ангеле, денеска гурбетлија ни е. Ајде Госпо некој късмет поголем да му наврти да си спечали поќе пари. Жив и здрав да си јој, жив и здрав да ни се врати. Мари сме преспале. Лук јадевме, тој твој лук. Ке те заспие, не може да се разбудиш. Оти си го макал со киселина, татко, да си го јал со месо. Ај таму. Месо кај нас се знае. Само за божики. Готово ли бе се на детево? Готово е се. Докај ќе доноси компанијата? Еј, до наместо, до каде? А во кој вила е тој? Ој. Како се викаше мој ангеле тој? Вилајето што ќе те носи компанијата. Видиш што те прашува татко? Како се викаше вилајето што ќе те носи компанијата? Во Гери, Индијана. Во Гендија, Вана, бреј, колку далеку? Да, далеко е многу. Во Солун ќе се качеме и 3 недели по вода, а другото башка. Таму да си спечелиш, пак да си дојш да те жениме. Во вика. Печели пари, праќај, да те бараме женишка тука. Затоа ич гајле да не берете, тоа е моје гајле. Кажете кога сте спремни и јас сум готова. Ангеле Златан, со здравие да си одиш. Ајде да нека оди, ама веќе. Ајде! Што? Јас не сум мислел да го делам. Зошто ќе речеш? Зошто? Зошто да? Точно е ќе ти донесе пари. Ќе ти се посвети куќата, така е. Ма мене срце бре ми се кине кога го делам. Порно човек лепи се ода, мака само деца да си ги има околу себе. Само бате, абе редовно да пушташ. Така е, Кирко Златна. Еден ден ако не го чуеш или видиш како е умот на пусто, лошо ќе ти појде. Ај да подкасниме. Браво. Ајде, здрами си. Здрами си. Не велам не. Уште врни снег. Врне. То уште како? Се повеќе и повеќе паѓа. Се повеќе и повеќе паѓа. Истина. Од ноќ кому му зина уста да јаде. Ама останало да се стави софра. Така е. За гурбетлијата пак да се врати на софрата дома. Јас, а детите. Многу си ги бендисвам и не сум за да се изастават. Сега паѓа толкави пластој снег. Шоко паѓаат, а? Шоко паѓаат! Тие паѓаат патоци врви! Шоко паѓа ангеле да не оди во Америка! Така е, Митре, ај ти. Како за другите, така и за него. Другите не се магариња. Ај таму јадете. Јадете бре. Ангеле Златан. Кај што ќе појдиш, жив и здрав да стигнеш. Бери ќе да те чека. Празен ќе појдиш, со куфер злато да ми се вратиш Златан. Од кошарава палата да направиш. Па да се вратиш, да не најдеш сите здрави, среќни, весели, живи. Па да те жениме? Ти да ни јадеш опинците, ние тебе свадбата. Еј, бретате да не пукнеш не из нас ме. Ајде. Фала му на Бога. Се отвори оваа Америка. Да се сториме и ние домаќини. Ќе купиме нива, Златан, нива. Од аргадлак не се живе. Само татко, дури не скопниш невен јопа. Зашто, Мари? Прво, молете ми се на Господа да го примат во таа Америка. Како, Мари, зашто? Од Америка враќаат. Како?
Имало, бре, татко, пред тој Неворг, некој островче, било парче земја, имало тамо некоја комисија, не знам колку души биле доктори. Доктори за глава? Еми шо? Ако го вратат, кај ќе најде пари да се врати, а? Ке ми остане нема му нитаму, што правиме тогаш? Што правиме тогаш, татко? Еден од докторите, татко, го главал, али има заби, али му се здрави. О, ај зиди бре. Зиди бре! Види бре како срма му се. Други, али е прав, здрав. Види го, еве го, прав е, здрав е, види го, здрав ли си бре? Здрав сум, а ти? Трети ден му испадната косата на темето. Идем. Ајде бре! Ајде наведни се. Ајде там. Лако не му фали бре. Како лива да му е. Иди, ангеле. Ако те вратат, нека те вратат. Пак ќе си живееме. Како до сега, така и од сега. Ама без пари, злате. И со многу мак. И со многу мак. Така е, татко. И со многу мак. Така е, татко. И со многу мак. И со многу мак. Така е, татко! Каде? Ајде донеси едно палено пиперче да се излутиме со ангелета. Сега, татко, види. Митрице, готово ли му е бре сцената Готово е дела? се, Ајде, Товари, ти бре, се што има. што си седнал тука по мисли? Ајде, станувај, спремен ли си? Спремен, татко. Ајде. Ангеле, сине, не врзај. Земи збогум со сестра ти, таа со нас не доаѓа, не чинело куќата да се затвора празна сама. Кога се испраќа во тугина, клуч не се става, врата не се затвора. Со здравие, бата, да си одиш. Аман бре, женски работи бре, не го праќаме на бесилка, го праќаме на печалба. Кажи тамо, ајде, појќе пари да прати, жив здрав се врати, ајде. Ајде. Кинисувај, Ангеле, сине, туку кошнија стомнава со десната нога. Падете. Ангеле, сине, кинисувај и писма да ми праќаш, мајка да ми те не дума. Море, пари речи да ти праќа. Писма, Златен, праќи. Пари да видам, пари. Не бери, Гајле, мајко, ќе видиш ти што син си родила. Ти, татко, не бери Гајле. Гајлето од куќата јас ќе ти го земам од глава. Длашко сум. Целото село ќе ни завидува. Ќе видиш ти. Седи си со здрави. Ако е така како што велиш. Ако џабашијата од град керката ќе му ја побараме. Кинисувај! Ангеле, сине, побрзо. Митрице! Ајде легнуваме, утре е голем ден, Ангеле во Америка треба да оди. Сега ќе треба се од почеток. Човеку. Да, запали едно од моиве индијански се.
Кај ти се? Од тебе, Златен, не ги праќаш поредовно од пари. Ки снима филма. Главна женска улога. Сериозна работа. Море речи сериозни пари, Златен. Абе, што си се фатил со тие пари? Ќути и пуши. А ти, што се занесуваш само со Мостов, а? Висок мостов, а? Висок. Висок, многу висок мостот. Викаш, нема да се фрли ни таа, ни јас, така? Нема да се фрли ни таа, ни јас. Епа, опа, иха, чекай. Опа, иха, Ајде, чекај. Опа, иха! да не си пишма, бе. Да испушиме уште по едни да ја размислиме работата. Видува. Видува? Не. Сега една од моите. C'est la sienne comme ma maison. Pourquoi parlez-vous français? Pourquoi parlons français? Je ne sais pas. C'est ton rêve. Bonne année. C'est pas ta faute. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas ta faute. Réveillez-vous. 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 Писма како? Кој ќе прати? Не го пративме писател да станува, ајде. Го пративме на печалба. Арен го пративме, Арен ќе го дочекаме, ајде. Како ќе го дочекате? Како ќе го дочекаме? Како ќе го дочекаме? Се знае како се дочекуваат гурбетли. Со гозба. Так, со гозба. Имам 10 годишна ракија. Него го чекам да изаде. Ќе го чекаме со песна. Со која песна? Како бре со која песна, Како сега со која песна бил? Има бре убави песни, ете, со која песна. Која песна ќе рече тој таа нека биде. Како спиеш деновиве, Митре? Лошо. Се некои чудни соништа со мене. Чудни соништа? Чудни. Што сонуваш, например? Индијанци. Некој мост, некоја река, некоја куќа, кола, оджак некој. Некој деца. Нема. Ангели има голема глава, ангели има голема глава, ангели има голема глава. Ангеле, нема голема глава. Катето е смрдла. А катето не е смрдла. Овие пациенти најдобро одговараат на третманот наречен плејтерапија. Катето е смрдла и пол и не знае дека со прости зборови плејтерапија значи заигрување. Знае. Не знае. Што да се кладиме дека знам?
Па кажи ако знаеш. Со заигрување може објективно да се обсервираат потенцијалните жаришта во психата на пациентот. А што треба да имаш за да имаш биполарно пореметување на реалност? Па знам. Па кажи ако знаеш. Голем зборе. Па и ти си голема смрдло. Шизофренија. Глаучина. Митре, кажи ми што гледаш, Митре. Шизофренија. Владимир, А? Владимир. Митре бре, Митре. Дедо ми Митре големиот. Извини, Митре. Ништо. Раскажи ми нешто за Ангела. За детството, какво дете беше Ангел? Јас да ти раскажувам за Ангеле. Ангеле какво дете беше? Ангеле ме прашаш како дете беше? Какво може да биде бре? А? Мало. Ангеле какво дете бе? И катето беше дете и таа беше мало. Ангеле какво дете? Еј! Се сеќавам. Јас го носам Ангелето во раце. Катето го држи. Јас го држам катето. Ајде бре, секоја куќа треба да има деца. Секоја куќа треба да има деца. Ајде. Децата се среќа. Децата се љубов. Децата се здравје. Децата се страст. Се сеќавам. Хич не плашеше. Уста не отвараше како мал. Со Митрејца сакавме да го однесеме на доктор. Да го проверат. Арна, после тоа прозбора. Кога отвори една уста, чорапа, истна мајка моја. Само се закачаше нешто, само се преправаше. За да го смирам, ќе му изадев кесето со златници. Немавме многу, не. Сега имаме еден нормар само за кесиње, ама тогаш немав. И се сеќавам, ќе му го дадев кесата и веднаш ќе се смиреше. Ќе почнеше да се игра со златото, да го чисти, да го брои, така научи да брои. Не душа до 8, ама толку имавме. И чувавме за бранец. Митре, дали знаеш каде се наоѓаш? Како не? Како не? Тука. Знаеш ли какво е ова место? Еми да. Или и градот. Ќе ја бараме керката на коџабашијата. А собава? Каква е оваа соба? Студена. Студена. Маш не се жали. Ама почнав прстите да не ги осеќам. Не е лошо да фрлите некој дрвце во печка. Тука си во право, домакине. Домакине, Се извинувам, доктор, ќе сакам да се собеди. сите деца се исти, нели? Саде палавковци. Само прачка по газета. Домакине, тоа е маката што на овие денешниве тоа им се допаѓа. И фрлете некоја прачка во печката? Митра? Спола. Ова е женско. Ќе ви требам јас, доктор Симоновски? Не.
ти доктор си, а? Да не те боли нешто? Не. Не, доктор. Од мало. На доктор нема појден. Офтик имав тоа. Немам појдено... Да ти го кажам, Арифет? А? Тајната. Ти ја кажам. Не до ручку. Ракија пред ручек, чорба за ручек и мала женичка за вечер. Од негде си ми познат, докторе. Ти личам на некого? Не личиш, ама ич не можам да се сетам на кого личиш. И ти на мене. Без друга е така, но уште сега напрво на сите ви давам небеза да разделба рака, со своји желби дела сте вие, и јас со свој поточно ко бедник ќе појдам Бога да го молам денес. Тоа е виор, зборови чудни. Наврлив за вас, ве молам за прошка. О, нема представ во тој виор, принцу. Не има престап. Хорацио во Свети Патрик треба да ви кажа. Свети Никола. Молам? Свети Никола. Свети Никола. Сте го адаптирале текстот? А кој текст? Хамлет? А, Не се сеќаваш? а, Хорацио. Треплјов. Попива. Стево? Владимир? доктор. Да. Иш не ми текна, кога ми личиш? Јас сум татко. Ангел. Много љубаво колач. More about Galco. И како ќе го решиме тоа, потпоролот ми ветуваше дека More importantly, he knew what he was talking about. И има уште вино. Има една кутија. Под масата. Масата. Шампанско, штикла и книжна пара за копија. VIP. Не знае дека почнале вака да продаваат вино. И од кого ти е? Што ти е тоа тебе важно? Не ми е важно, само те прашувам од кого ти. Од дечко ми. Од дечко ти. Да. За тебе ми е подарок за магистарски. Си викам, сигурно сакал нешто убаво да ми купи, ама заборави. Така си викаш. Да. И си викам и така си живееме заедно и нели треба да ни е се заедничко, не? Јас и ти живееме заедно. Јован, ти ќе си одиш некогаш? И па,
Ај честито магистарска и да станеш дупли доктор што поскоро. Да, така и си мислам. Што читаш? Поезија. Читам поезија од поети што умреле од туберкулоза по азбучен ред. До сега исчитав Бронте, Балзак, Буковски. Зошто ме избрака од канцеларија? И има нешто интересно? Има, да. Нема повеќе ваква поезија. Да, нема повеќе таква поезија и јасно е ко ден зашто нема повеќе таква поезија. Да? Зошто? Затоа што нема туберкулоза. Уствари има туберкулоза, ама излечива е. Знаеш, нема смртен притисок, нема автентична поезија и на овие нови поети многу им е полесно сабите да се рокнат. Ете, толку е едноставно. Не. Ти си едноставен, Јован, да не речам... Прост. Прост, да. Кажи ми, кој ти ја даде книгата? Позната ти е. Познатат ми е. Да. Барбара? И што ако ми ја даде Барбара, Јован? Ништо, Барбара чита поезија, ти читаш поезија. Да, тогаш повели оди да пиеш од изворот. Ау, ме бркаш заради искреност? Те бркам генерално, знаеш каде е братот. Братите. Братот, повели. Утре ќе му ја разбијам илузијата. Тоа е непрофесионално. Јован, знаеш дека плејтерапијата не смее да се прекинува додека не заврши представата. Знаеш тоа. Дали не гледаш дека се заебава со Како нас? се заебава Цело со тело нас, ми Јован? кажува Како не дека гледаш? се заебава Колку- со нас! Како не гледаш колку е фасцинантно и колку е се поврзано, Да, Јован? фасцинантно и Митре го поврзано. испраќа Ангеле во Америка заради што, Јован? Заради пари. Да, заради пари. Владимир ја тера девојка му да абортира заради што? Заради пари. Заради пари, заради главна улога во филм, значи заради пари, заради кариера. Филмот пропаѓа таа што прави, Јован се убива. Ангеле се враќа од Америка, седи тука. Ангеле се враќа од Америка. Митре собственото дете не си го препознава, го убива. Владимир иницира абортус, собственото дете никогаш не си го запознава, како не гледаш колку е поврзано. Колку е поврзано? Добро кажи ми, која е веројатноста кога тој игра парите со отепувачка во театар, тогаш таа се фрла од мостот, а? Ана може да најдеш асоцијации во се ако сакаш. Не се тоа асоцијации, Јован, тоа се факти. Факти! Факти! Факти Така зашто? е, за да му помогнеме на Владимир. Самиот гледаш дека ништо друго не перцепира. Нема никакви реални асоцијации на простор, на време, на ништо, Јован. Само представата е негова реалност. Како не гледаш? Како не гледам? Не знам зошто сме воопшто дестинирани. Затоа што многу сакаш да се пресоблакаш и затоа што ќе изгледаш генијално на снимките кога Барбара ќе добие ебена Нобелова награда. Ете затоа! Добро. Еј. Мислиш дека јас би можела да бидам глумица? Глумица? Да, колку ќе бидеш добра. Знаеш дека Владимир ме потсеќа на брат. Исте затоа и ме нервира. Како ме викаше мене? Тебе? Негативно неосвестена, наелектризирана невеста. Супер му беа кованици. Да, супер му беа кованиците. Ми недостиг. Видиш, мене не. Еј. Сега да се влюбам. Јок ти сакаш.
каде оставил Господ време за леже, да може човек многу да си ја пододмори душичката од таа пуста работа, од таа пустела комштина, да се има што повеќе. Лошо е кога од пустала комштина човек претерува, затоа па Господ Ништо се случува живее, бе, мол. оставил спиење човек да легне, да ја одмори снагата. Е, лошо е кога човек ќе легне, а нема да стане, а така млад. Не зборувај леба ти за нестанување, не умревме кога бевме скапани сиромаси, тазар сега кога си го наредивме живото, драги мои. Мажу, што се не ке ти текне, но Но, да преминеме на работа. да преминеме, не Боже. Да. Владимир Богоевски, првиот евидентиран случај на психичкото пореметување на свеста, познато како Бизаре делузион! Сакајќи да го поштедам од конзумирање на милиони прескапи лекови и електрошокови, решив да си ја упропастам кариерата и да пристапам кон еден нов метод, непознат за нас, кој се употребува само кај деца. Јасно? Дали ви е јасно? На некој јасно? Некој, вие, господине? Да? Јасно ви е? Повторете му. Не, некој друг. Гледам доброволци некој. Што сте вие? Дете, нашата публика не е јасно, но морам да признам, ете, малку да бидам искрени, не ми е јасно, да. Но зато имаме тука. Да ни објасни. Затоа, доктор Кике, молам, објаснете ни. Поради претрпување на тешка психолошка траума и длабоко вгнездено чувство на вина, Владимир, актер по професија, решава да остане во вештачката реалност на неговата последна представа одиграна во театар. Пајте, соте пулачка! Пациентот ги има следните симптоми. 1. Тој изјавува верување во некаква ново измислена реалност со огромна упорност и верба. 2. Без разлика колку и да верува во таа негова нова реалност, кога станува збор за неа, тој запаѓа во тајновитост и молк. 3. Оваа негова нова реалност ја менува неговата психа, навлегувајќи во неа. И 4, ке ве молам, тој не дозволува никакви хумористични забелешки во врска со неговата ново создадена реалност. Не дозвола никакви забелешки во врска со неговата реалност. Но има уште. 5. Пациентот е целосно ментално инвестиран во своето бъдење, при што апсолутно го губи останатите аспекти на неговата што? Психа, точно така, драги мои. 6. Секој би да се контрира на неговите убедувања, кај пациентот раѓа силна емотивна реакција која што најчесто е непријателска и иритантна, точно така, драги мои. 7. Сето да пациентот е целосно обзервиран од страна на сите други обидувања, при што апсолутно ги губи останатите аспекти на неговата што? Претходно спомнато. Психа, точно така, драги мои. Се си знаете. Но, нешто недостасува. Што недостасува? Да видиме, некој? Нешто? Ке ве молам. Некој рече тука. Интересно и возбудливо е тоа што ако успееме да го излечиме Владимир од неговата состојба, тој ќе заборави на неговата животна роља. Тара! Но ние за вас вечерва имаме еден приготвен Владимир. Пробај, тоа си ти. Дамите имат пред. Совршен джентлмен. Да. Да се проба, нели?
Ima miris na agoniju. Ima vkus na strah. Da? Ima pikantna kiselostna bajata vina, dragi moji. A вие не заборавете да го се да наредите 5 минути освен овој Владимир ќе го добиете и овој Владимир гратис. И се разбира, не заборавете утре во истото време на вашата и наша омилена телевизија, во вашата и наша омилена емисија Готвејки го Владимир. Готово му е се. Докај ќе го носи компанијата? До наместо, до каде? А во кој вила е тоди? Како се викаше Марангели Влаетот? Видиш што те прашува татко ти. Карпош 4 партизанска 108. Во Гендија ваа на бреј колку далеку? Да, далеко е многу. И трице! Ајде да легнуваме утре голем ден, Ангеле треба во Америка доди. Така е, Кирко Златна, еден ден ако не го чуеш или видиш како е, умот на пусто лошо ќе ти тргне. Ајде подкасниме. Здрави си. Не велам не. Една жрак ја да ставевте внатре. Уште верни снег. Да, врне. Се повеќе и повеќе паѓа во мај месец. И трице! Ајде да легнуваме утре голем ден, Ангеле треба во Америка доди. Кому му се клава в уста? Јас са детите многу си ги бендисвам и не сум за да се изостават. Сега паѓа толкави пластој снег, Барбара. Од Америка враќаат. Како мори враќа? Имало пред Нью Йорк некој островче, било парче земја, имало тамо некоја комисија, не знам колку души биле доктори. Доктори за глава. Еден од докторите, татко го главал, дали има заби, дали му се здрави. Зени бре? Не зинувам. Не отварам уста, не одам никаде. Други, дали е прав здрав? Здрав е бре, прав е. Еле го, види го, здрав ли си бре, Ангеле? Здрав сум, а ти? Трети да не му е спадната косата на темето, Јован. Наведни се. Не се наведнувам. Наведни се. Не се наведнувам. Наведни се. Не се наведнувам. Наведни Не се. се наведнувам. Наведни се. Барбара, ова не се трпи повеќе. И трице, утре е голем ден, Ангеле треба во Америка доди. Се викаш Владимир Богоевски. Имаш 33 години. Се викаш Владимир Богоевски. Владимир Марко! Bonsoir, mon chéri.
Хана. Може вино? Сакаш ти? Не, благодарам. Ми се сврте во главата. Добра си? Престани да кружиш по собата. Си мислев на Владимир. Да се стеснува просторот, нема повеќе каде да оди. Повеќе креира, измислува. Ќе му снема материјали повторно од почеток. Што е следно? Треба да го доведеме Владимир до крајот на драмата, да го соочиме со клучната дилема на Митре. За да дојдеме до точката на допење. Ако не дојдеме, Ако сум во право, Владимир нема да ја помине вратата, нема да отиде да губи Ангела. Јован каде е? Јован каде е? Барбара, зошто го чекаме? Зошто го чекаме кога не верува во ова што го правиме? Колку прашања имаш, Хана? Не е важно, немаш намера да ги одговориш. Прашај се што сакаш, се ќе ти кажам. Добра си? И јас одам по тенка линија, Хана. Понекогаш се фаќам како зјапам во собствената илузија, не можам да се препознавам и се преиспитувам. Постојано сонувам се што... Во последно време сонувам како се влечкам по некој калив пат до некоја стара куќа и внатре сме сите. Ката, Мара, Ангеле, Митре. Ја гледам Мара како го бања Ангеле, ја гледам дека ме гледа, дека ја гледам, се гледам себе си како ме гледа, дека ја гледам, не сум добра. Во што бевме облечени? Онака како од стари времења, плячки, ношви, тоа се. Знаеш што значи, нели? Немаме повеќе време. Јован, кога го бањаше, каква беше водата? Итра си, Хана. Што ќе правиш со него, Барбара? На глава ни се качи веќе, очигледно не е во состојба да продолжи. А ти се прашуваш зошто го допуштам сето Да, тоа. има нешто што не ми кажуваш. Не, има нешто што ти не гледаш. Ако имаме било каква најмала шанса да направиме нешто со Владимир, тоа е заради Јован. Владимир реагира единствено на Јован. А Јован го потсеќа Владимир на Ама, брат му. Како си ти, Хана? прашај ме по-конкретно. Конкретно те прашувам. Го избркав од дома. Еве,
Дојдеш гости. Да сакате ли? Немаш ништо да кажеш, Јован? Имам. Само чекај да земам душ. Изморен си? Долг ден. Те разбирам. Барбара. Джандар стопира кола на автопат. Колата застанува. Джандарот иде решително и самоуверено до колата, ги вади тоа ребанките, чука на прозорот и му бара документи на возачот. Возачот го отвара прозорот и наместо документи вади пиштол и испукува цел шаржер во Джандарот. Пау, 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 пау. Джандарот паја и почнува да се дере тоа што му е радиото на реверот. Ало, умирам, брза помош. Тину, нину, доаѓаат позарникари, доаѓаат до... Джандарот го гледаат и што ќе ја видат? Гледаат дека единствена колатерална штета се неговите помучени панталони. Сите куршуми го промашиле Джандарот. Джандарот удел од секунда дафа мајжак се претвори во цицалче. Сета свесност и само контрола, лаут. И он не знаел од прилика кој и што е... Ауф. И затоа ти кажувам дека треба да престанеме да му годуваме на Владимир и дека треба да направиме рез, треба да направиме брз рез. Владимир самиот ќе стигне до таму, ние само му го поплачуваме патот. А ти, Јован, ако не сакаш да партиципираш, нема никаков... Не реков дека не сакам да партиципирам во книгата, знам колку ти е важно, само... А што сакаш да кажеш? Сакам да кажам дека мислам дека ова што го правиме со Владимир не е добро. Што се замисли, Јован, брат ти? Барбара, може да престанеш да ме анализираш бар на 5 секунди? Немав таква намера, Јован. Како спиеш деновиве? Давај. Ова глумала да ти била напорна работа. Што мислиш, која е подобра глумица, јас или малата? Мислам дека е подобро да не се закачаш бар на 5 минути. Треба да си легнеш, Јован. Да заспиеш, да се наспиеш. Многу му ја мислиш пред спиење. Легнам, да заспијам, да се наспијам. Ау, сесија кај доктор Барбара. Во секое време. Гратис сесија кај доктор Барбара. Каква привилегија. Гратис сесија кај доктор Барбара. Пардон. Докторке? Како спиете деновиве, господине Јован? Ох, господјо Барбара. Знаете, овие денови пред да заспијам, наместо да бројам овци, бројам девојки кои ги имам легнат. Увек заборавам по некој. Овца. Не, по некој овца ќе ми го дигне. Барбара, порано 2 чекав да заспијам. Животот ми беше поубав со затворени очи. Сонував дека давам кош во последна секунда, дека кревам пехар, дека лечам маларија, убивам по 5-6 маземајци, а сега Барбара наоѓам во колата пред судирот. Му кажувам да сврти лево, да не иде десно. Врти лево, се враќаме дома. Мама ни вари кафе да се трезнеме. Стариот се смее, ти ништо му мрчиш на... Јас имам уште малку од Джека.
Беше одличен доктор, брат ти. Да, беше одличен доктор. И интересни му беа кованиците. Да, гениални му беа Се кованиците. сеќаваш како ме викаше? Тебе? Протопластична пролетно опупена порно филијала. За себе викаше дека е... Интелепрепотентен спермадонис ултралайт. А јас бев куче. Куче! Дај клучевите од колата и онака не ебеш. Куче, не можам повеќе со Барбара. Куче, дај да си киднеме у планина. Јас ке пишувам нова религија, ти ке цепаш дрва. Јас и ти, Адам и Ева и Еван факинг Мегрегори. Ке ме насмее, ке му давам пари и го нема со недел. Мене ми да стасува Јован не е страшно. И па видиш, мене не. Не замислуваш го? Генетика, наследно хоби. Значи нема потреба да се соблекувам вака е во ред. Не, мене сосема ми функционира и вака. Барбар, Ожени се за мене. Барбара, ожени се за мене. Барбара, остави го, брат ми, ожени се за мене. Знаеш тоа, додека брат ти беше жив, некако беше интересно. Сега веќе не е, Јован. Се обидувам да ти објаснам дека тебе не ти треба девојка, ти треба мајка. Ти постојано ми се лутиш, мене ми е незгодно што ми се лутиш и ти дозволувам да правиш се што сакаш. А што е тоа што ти го сакаш, Јован? Ова е тоа што ти го сакаш? знаеш, ова е прв пат да промашиш диагноза. Знаете, докторке, за една докторка водите многу непрофесионален однос. Спиеш со сите пациенти или само со мен? Стварно мислиш дека ќе допреме до него? Се надам. Барбара. Што правиш, Барбара? Да ждригнеш после цицање, Јован. Кој знае колку е заебано да сакаш да имаш постојана контрола. Вратото знаеш каде е? Вратата? А, дежаву. Иземи си го вискито. Не мислеше дека ќе ти го оставам. Не ми одговори на прашањето. Малата е болја глумица од тебе. Јован, Се гледаме утре. фала ти, Јован.
Слушаш ли? Владимир, Митре, било кој, Имам работа сега, бе. застани! Месечинава нема само да си чисти, еј. Сакам да ти кажам нешто, ама преку писмо ми е полесно. Ајде без зборове, имам воздух за уште 5 минути. Како почна се во ова? Како почна? Почна со излегување. Секое заминување е доаѓање. Како што поминуваше времето, така и писмото му станува се потенки и потенки. Гледаше нови работи, немаше нови зборови да ни опише. Тоа после тоа дојдова лентите. Не, прво бева касетите, така. И туку ќе ни запее нешто. Параходо и пристигна. А после плачеш. Па некојаш плачеш и пееш, заедно. Не. Тоа е, потоа ни пратио да ние такви не, да можеме да ги таквуваме тие со таквото што е. Да. Море, нема веќе воздух, еј. Татко, како времето горе? Стои да морам стопанката. Ќе брагаш пари. Ќе си доаѓам ако може. Нема веќе пари. Си ископа цело злато. Ми не достига куќата. Мајка како е? Крепи ли? Сестра мажене ли е? Татко, ме слушаш ли, татко? Месечината нема само да се исчисти, еј. Не си ти виновен. Јас сум крив. Те навикнав на тоа злато како бебе на афион. Мек се преки. Шум ќе стане. Татко, ја сакам целата приказна. Не сум веќе бебе. Немаш, бре, ти стомак за целата приказна. Немаш ни пари. Куче. Много добро знам дека не постоиш. Много добро се сеќавам дека те абортирам. Ако мислата е доволно брза, ќе стигне до целта пред намерата, ама не е доволно брза. Побрза е од мотивот, но не и од намерата. Засаде дрва. Како успе да ме најдеш? Не си ја сменил адресата. Не сум ја снега, ама сум ја заборавил. Сакам целата приказна. И сум веќе бебе. Каква приказна, бе? Приказна. Немавме пари. А без пари си ништо, веќе не е прашање на дали и кога, туку за колку ќе се продадеш. Мајка ти, сакаш да те задржиме. Куќа без деца е проклета, куќата. Дарбата имавме, ама силата не. И те пуштивме да се бараш, да луташ по темници, да ја развиеш мислата. А ако мислата е доволно брза, ќе стигне ту. Да ме се чинат. Жив сон е овој, а? Ај, Јован. Сед. Мајка ти отиде на моста се фрла. И сега треба да идам да ја спасам, а? Татко. Тато, знаеш што ми не достига? Ми не достига
шкрипењето на стариот метален кревет. Ти текнува, во Америка имав еден таков кревет. Намерно скока врз него. Шкрипењето ме враќаше дома. Ти текнува, тато, исто кога спиевме, јас, ти и мама во собата. Го слушав шкрипењето на креветот, мислев кај дај некој федер ќе пукне. Шкрипењето ме правеше спокоен. Спиеш? Јок. Умирам. Ајде умри па да ја завршиме приказна. Само секунда. Ох! И сега полесно ти е. Јогло исто било. Виделе препотентен спермадон и с ултралайт. Море, Валкана не се чинове. Валкана и нема сама да се ишести. Гледам индијанци, гледам река, мост, куќа, гледам ангеле мој, отиде во Америка. Колку години има откако е отиден во Америка, Митре? Кој? Ангеле. 20. Тоа што значи? Ти колку имаш? 70? Имам 70. Добро се држиш за годините. Не доручкувам ракија пред ручек, чорба за ручек и млада женишка за вечер. Што мислиш, скоро ќе се врати Ангеле? Кој? Ангеле, дали скоро ќе се врати? Отиде во Америка. Што му требаше тоа? Да спечали пари, шо? Нема да биде аргат како татко му цел живот. Па и таму ќе биде аргат. Ќе биде. Ама за појќе пари. Нели подобро лепи сол да јадеме, ама децата да си ги имаме околу себе, Митре? Умна глава го има кажано тоа. Помши. Не ти е мака што си го немаш видено детето толку долго, 20 години. Отиде во Америка 20. Па не го пуштај, Митре. Што? Да можеш, јас ќе одев. Оно тотално доктор имало, враќале. Се видело детето таткото да го гледа, Митре. Само за пари ли живееме? Пусти, тој што ги измисли комши. Навистина не треба да се колнам. Ќе завршам веднаш. J'espère que tu iras bien. Il faut avoir de la patience. Mais je ne peux m'empêcher de pleurer en pensant qu'ils ont mis dans une froide terre. Mon frère le saura. Et sur ce, je vous remercie de votre bon conseil. Allons, mon coche. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit.
сеќаваш? Знам дека се сеќаваш. Сети се. Немаме повеќе време. Само ката. Кататонија. Не се фрлам денес. Што гледаш, Митре, кажи? Кататони. Владимир. Владимир. Ти се викаш Владимир Богоевски. Актер си по професија. Се наоѓаш на клиника заради тоа што мислиш дека си Митре од драмата Парите со отепувачка. Грешка си, комшике, грешка си. Треба да одам дома, нови копита бадила ми стоят, конјите треба да ги прошетам. Керка можев? Керка можевме? Митрејце? Како ќе оди Ангеле во Америка, врне снег? Не го пуштај, ако ти е за пари, јас ќе ти дадам, не го пуштај детето да оди во Америка. Митрејце! Ајде легнуваме, утре е голем ден, Ангеле во Америка треба да оди. Владимир Богоевски. Ти си Владимир Богоевски. Имаш 33 години. Актер си по професија. Работиш во театар. Одлично зборуваш француски. Немаш родители, браќа, сестри. Не јадеш месо, сакаш скапи часовници, брзи мотори. Ќе се запознаеме кога ќе се разбудиш, Владимир. Каже некој здравица. Утре ни го земаат Владимир, зашто има да се не здраво. За обидот, Хана. Кажи ти, Барбара. За театарот. Крајно мистериозна и нејасна материја за Парите со отепувачка за Владимир. За парите се отепувачка и за жените се отепувачка. За идентитетот, за карактерот и за оние кои што го немаат. За Хана. Заради мене запиша психологија, заради мене стажираше на клиниката, заради мене работиш кај Барбара. Дај нешто направи сама, не угаши. За Јован. Заради тебе, Јоване, ќе си одам. За Хана која ќе си оди. За мали мозоци во големи глави. За тишината. Вие двајцата знаете зошто го одбравивте најдобро. Немилосрдно баравте одговори, знаев дека со вас ќе можам да работам 24 часа. Така беше. Хана, јас не сум ти мајка. И не е точна тезата дека што поскоро ќе го избереш својот идол со имитација и мимикрија на неговите погледи на свет, полесно ќе се снајдеш во животот. Подсвеста знае дека е тоа лажно. Ти ме воодушеви во посветеноста, во илузијата што ја градевме за Владимир, но се
се испостави дека премногу сакаш да бидеш некој друг. Ти ќе бидеш одлична докторка кога нема да сакаш да бидеш нечија асистентка. Треба да закажеме сесија, Јован. Идно. Твоето чувство на вина почна да метастазира. Толку уживаш да патиш што успеа да се убедиш дека си виновен за смртта на брат ти Владимир, не ти е брат. Ние правевме плей терапија и се занесовме, а за тоа сум јас најмногу виновна. За Владимир, кој сакаше да биде разбуден, чекаше да биде разбуден, не успеавме. И за Барбара, која што успеа да си ги пружи нозете повеќе од кога што е чергата. За Барбар, не знам дали да те куштам или да те удрам. И за Владимир, кој го зимаат утре, а не вечер. Неш кулчеви од клиниката. Само по плата застанам на едно место. Како си? Нема да те задржувам. Дојдов да ти кажам дека малку ми недосташуваш и дека си идиот. И си кретен. Дека си гомно себечно. Можеш и мене да му видиш. За тебе се беше вици, анекдота. Немаш кованица за мене, а? Куче. Па брат, доста е веќе. Знам дека мразиш цвекиња, ама овие ти ги донесов. Пластични се. Богом, брат. Веќе ум за да речем умен збор, еве се некако ми игра десно око. Друг пат кога ти играло на Арнолд излегло да макина. Сегаш друг пат кога ми играло десното око сум се зарадувал. Господ, убавина да давам, но поголема убавина од тоа детето да не го врати не барам. Слушаш еднаш некога да тропа. Кај нас е домакина? Кој е? Патник, нашинец сум. По целото ми се расипа автомобилот, ако може да преспием кај вас. Слушаш, кај нас е? Кај нас е некој патник гурбетлија. Слушам, кај нас е? Нека влезе, како се видело на патник да не се отвора. Еве, од не надеш гости. Так, како сте вие да ве прашам? Безгалина човек никогаш не останува. Село работа колку сакаш. Село како село, не е како град. Или ти зима работа да ти е иста, ќе дојде некој пријател работа да ќе види како Игленчи, празникот си е празник, имаш кај да излезеш, да чуеш, да прошташ, да видиш нешто ново. Секоја планина своја тежина. А
Повелик, запали. Јас ќе те честам едно американско. Од која тугина доаѓа вашата милост? Да Америка, Стрино, зошто? И ние си го имаме таму детето, бре Златан. А во кој град? Учи. Во Чикаго. Во Чикаго. Сум бил на повеќе места, сум бил и во Чикаго. Ангелета наш дали си го видел? Како изгледа? Висок, низок. Висок дробен, со белек на ногата овде. Не сум го видел. Работа има? Само али имаш рамења, али умееш да печелиш. Били могав ќе спечели нешто. Каков му бил късметот, Стрико? Сте зеле нешто? Како не сме зеле? Керка мажев ми нива купивме оваа куќа изградивме. Со здравие да си седите. Сме арчеле, сме трошеле Златан, ама аверо детето немаме примено. Да не мисли да си дојде. Дајте, ние си правиме, сакаме да си дојде на есен, си правиме барем суму да дојде да го жениме. Аморе, Стрико. Стариот мој велеше, од тоа што ми е пишено, човек не може да побегне. Како се викаш бе ти? Јас? Ти! Никола. Никола Златан. Си бил на гурбет, си јадал гурбатски лед. Знаеш како? Јас така, на млади години ми мајки своја нива, харгат кај бегове да го вола за сламата. Кој видел аеро тугина? Стрино, човек е посилен и од дрво и од камен. Ако е така, никој не би се вратил, ама човекот е посилен од све. Митрејце! Ајде, ја, постели му на Никола Златан да си легне го задржуваме со своји гани. Така е, домакине, нека проштева веднаш. Донеси ли нешто да ги изради очи твоите? Еве, ова е се. Велики мов ќе донеси. Ќе донеси, ќе Елко донеси. донеси. Ќе донеси. Можеш да си легнеш, Никола, готово е. Благодарам, Стрино. Колку сум умерен, веднаш ќе заспијам како заклет. Разбир. Рече дека ова куверче било пуно со пари и што било тешко, што пара джипме да не се нашли, сакали да заклучен нормално, Да си заклучен легнеме пара, дома. дека си легнеме да добро, ќе си легнеме. Злато, и што злато не ми отиде, колку злато донел, колку злато донел. Нормално злато не се стане заклучен. Сакаш да му Не знам што сакам, не знам што сакам, главата ми како мучи. Куче, требаше да дојде тука, ќе ме остави некој греф. Куче, Прави го домакине. не знам што сакам, не знам што сакам, ќе му земам, не знам што сакам. Ој ги нема спечален овие пари. Ово има отепано некако, не. Ако он има отепано некако, не. Зошто јас не имам отепано некако, не. Секирата, не. Не. Секирата за овој. Не. Владимир? Здраво, Владимир. Здраво. Што е било? Болница. Тоа се доктори. Како се викаш ти? Јас? Да. Ангел. Јован. Реквизит, ја? Костим.
дълго трябваше представата? Айде, бе. Не е важно. Завърши.